Отворените прашања со Софија нема да се решат преку ноќ, што само по себе значи дека Бугарија нема за скоро време да го крене ветото за Македонија. Анализира универзитетскиот професор Васко Наумовски во пресрет на утрешниот совет за општи работи на Европската унија. Наумовски вели дека и покрај поблагата реторика на новата бугарска влада, датумот за почеток на преговорите најверојатно ќе почека до средина на следната година. Тој вели оти тоа што ЕУ нема да даде зелено светло на самитот во четврток, ќе ја стави во многу тешка позиција владата во Скопје. Се уште постојат отворените прашања и новата бугарска влада веројатно ќе се посвети на преформулирање на позицијата кон Македонија, но таа позиција нема да значи и кревање на ветото во декември. Истовремено ќе биде тешко за актуелната владеачка гарнитура да објасни како после толку отстапки се уште Македонија не ги започнува преговорите за членство, дури и одржувањето и зголемувањето на владиното мнозинство се темелеше токму на претпоставката дека сега ќе имаме почеток на преговорите. Француското председателство дополнително ќе го одложи проширувањето на Европската унија, сметаат експертите, поради фактот што токму следната година во Франција се одржуваат председателските избори, кои ќе бидат приоритет на актуелниот шеф на државата Емануел Макрон. Можеби Франција ќе сака да демонстрира едно поголемо лидерство во Европската унија и на тој начин да ја преземе палката и во останатите политики, меѓу кои проширувањето, меѓутоа до одржувањето на председателските избори во Франција не очекувам дека ќе се случи одржувањето на првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската унија. Во меѓувреме, во ЕУ слично како и минатата година се уште не можат да ги усогласат заклучоците во делот на проширувањето пред утрешниот министерски состанок. Спорот меѓу Македонија и Бугарија е една од главните пречки. Крупното барање на Бугарија е да се вметне повторно реченицата за почитувањето на договорот за пријателство, како експлицитен дел од процесот на проширување, што за мнозинството земји членки на Европската унија било неприфатливо. Опцијата пак за одвојување на Албанија од Македонија не добила никаква поддршка.